90% од гласачите на вчерашниот референдум во Каталонија гласале за независност на овој регион од Шпанија. Официјално е објавено во Барселона на основа на прелиминарните резултати од гласањето, кое Мадрид го прогласи за нелегално. Портпаролот на регионалната влада на Каталонија Жорди Турул изјави дека 90% 2,26 милиони каталонци кои гласале вчера заокружиле да на гласачкото ливче за независност. Тој рече дека речиси 8% од гласачите ја отфрлиле независноста, а остатокот од гласачките ливчиња биле празни или неважачки. Тој додаде дека се пребројуваат уште 15.000 ливчиња. Турул рече дека вкупниот број на гласачки ливчиња не ги опфаќа оние кои ги конфискуваше шпанската полиција за време на насилниот напад за да го спречи гласањето. Најмалку 844 граѓани и 33 полицајци се повредени во полициската бруталност. Каталонските власти истакнаа дека шпанската полиција затворила 319 од околу 23.000 гласачки места, каде можат да гласаат околу 5,3 милиони гласачи. Еден од главните два синдикати во Шпанија, ноќеска повика на генерален штрајк во Каталонија во вторник во знак на протест поради насилството на полицијата, со кое беше попречувано гласањето на референдумот. Синдикатот соопшти дека повикал на штрајк за да се осуди насилството на државните сили за безбедност, применето заради спречување на референдумот. Овој синдикат исто така повика денеска да се протестира пред зградите на локалните власти низ Каталонија. Председателот на регионот Каталонија, Карлес Пучдемон, изјави дека ќе го одржи своето ветување и еднострано ќе прогласи независност доколку гласот да победи на референдумот за отцепување од Шпанија. Во говорот до народот преку телевизијата Пучдемон вчера вечер по затворањето на гласачките кутии оцени дека Каталонија добила право да стане независна држава. Тој рече дека со каталонскиот закон е утврдено дека победата со повеќе од 50% од гласовите со да на референдумот ќе покрене донесување декларација за независност во рок од 48 часа од гласањето, без разлика на одзивот на гласачите. Уставниот суд на Шпанија тој закон го стави вон сила, но владата на Пучдемон сепак спроведе референдум. Председателот на регионот Каталонија најави дека каталонските власти упатија барање до Европската унија да разгледат како шпанските власти на денот на референдумот ги кршеле човековите права на граѓаните на Каталонија.